Армијата се вклучува во справувањето со пандемијата со коронавирусот, откако беше прогласена кризна состојба на територијата на цела држава. Околу 300 војници, заедно со речиси 150 полицајци, ќе ги обезбедуваат болниците во земјава. Војниците нема да бидат вооружени и ќе бидат ангажирани само таму каде што ќе побараат здравствените власти. Центарот за управување со кризи на барање на главниот штаб изработил план за местата кои ќе бидат обезбедувани од полицијата и армијата. Председателот на државата и врховен командант на воените сили Стево Пендаровски вклучувањето на армијата го најави веднаш по прогласувањето на кризната состојба на 20 ноември. Сметам дека ваквата помош и поддршка е повеќе од потребна за здравствените власти и за полицијата кои што 9 месеци деноноќно се борат со пандемијата и се крајно исцрпени, рече Пендаровски. Влегувањето на војската на сцена најде на отпор кај опозицијата. Полицијата е таа што треба да се грижи за јавниот ред и мир, а мешањето на армијата може да создаде криза и да го попречи демократскиот процес, смета Дарко Костовски, кој како пратеник од ВМРО ДПМН е дел од управувачкиот комитет за кризи. Ќе се доведеме до ситуација да армијата практично со ова мерка на владата на Република Македонија, армијата да ги обезбедува болниците и сите здравствени установи и практично ќе се доведеме до една ситуација каде што армијата ќе ги штити болниците од граѓаните. И тука доаѓаме до еден парадокс. Замислете една ситуација каде што некој заболен или некој роднина на некој заболен каде што ќе има малце повеќе емоции во дадена ситуација во некој случај пред одредена болница. Замислете како тоа грубо изгледа за една демократија кога припадник на армијата во армијска униформа со применувајќи блага сила спроведува одреден проблем, тоест спречува одреден проблем. Во суштина тука се подриваат демократските процеси. Македонија е демократска држава и ние се стремиме кон високо ниво на демократија и на вистина ова само по себе значи проблем. Наспроти ова, Благоја Марковски, полковник во пензија и воено-политички аналитичар, смета дека психолошкиот момент и оперативните задачи кои армијата ќе ги извршува се многу важни за граѓаните. Има и психолошки момент во ангажирањето на армијата во оваа специфична ситуација, но и точно оперативни задачи кои таа ќе ги извршува. Например, во рамките на помошта на цивилните структури и на граѓаните, треба да се подразбира дека армијата може да биде вклучена како поддршка на полициските структури во справувањето со пандемијата, односно со кризата предизвикана од оваа епидемија на во нашата земја, но исто така поаѓајќи од дефиницијата што е тоа кризна ситуација, дека тоа е закана, опасност или предизвик кон добрата, здравјето и животите на граѓаните и животните и безбедноста на државата, точно тука се операционализирани задачите што армијата ќе ги извршува во рамките на оваа кризна состојба. Војската треба да биде на располагање во оваа кризна состојба, бидејќи е дисциплинирана и влева доверба кај граѓаните, вели министерката за одбрана Радмила Шекеринска. И во вакви кризи верувајте дека довербата е еден од факторите кои влијаат. Ако граѓаните имаат верба во своите лекари, ги слушаат и нивните совети. Ако имаат верба во системот, ги почитуваат правилата. Кога имаат верба кон армијата и полицијата, превентивно, тоа ги спречува да реагираат на некој начин. Мислам, здравственава криза создава хаос во главите на луѓето. Сите сме под неверојатен психолошки притисок. Поради алармантната состојба со пандемијата со коронавирусот, јавното здравство помош ќе добие од 12 лекари и 20 медицински сестри од воено-медицинскиот центар. Вклучувањето на војската е на сила во цела Европа, но за да се ублажи состојбата и да се намали бројот на заболени и починати, потребни се дополнителни мерки. Градоначалникот на Прилеп, Илија Јовановски, веќе побара Централниот кризен штаб да прогласи карантин
во градот заради големиот број на заболени и починати од ковид. Ова е второ вклучување на армијата од почетокот на пандемијата со коронавирусот. Првото беше во средината на март во регионот на Дебар, каде што беше вклучен алармот со само 7 заболени со ковид. Во моментот во државата има над 20.000 заболени и никаде нема забрана за движење, ниту забрана за влез и излез, како што тоа беше во Дебар и центар Жупа. Што всушност може да помогне армијата во оваа кризна состојба и дали обезбедувањето на здравствените установи ќе биде нејзина главна цел? Марковски објаснува дека постојат 3 различни мисии на војската со операционализирани задачи во рамките на тие мисии. Првата задача на армијата е одбрана на суверенитетот и територијалниот интегритет на земјата. Втората задача е вклученост на армијата во развојот и обезбедувањето на регионалната и локалната безбедност. Третата задача е помошта што армијата може да им ја даде на цивилните структури и на граѓаните, вели Марковски. Ако зборуваме за заштита на добрата, значи армијата ќе си ги најде своите задачи кои ќе бидат точно прецизирани и од управувачкиот комитет, но и врз основа на упатството за оперативна употреба на армијата во вакви ситуации, во смисла на стражарско чување, обезбедување на разни објекти, на здравствени установи, обезбедување на транспорти на болни лица и така натаму, во рамките на заштитата и на здравјето и животите на граѓаните, ќе ја најде својата задача во смисла на тоа дека може да се стави во функција на здравството војната болница со целиот свој персонал, опрема и средства. Истовремено армијата може да ги транспортира заболените од ковид. За опозицијата, ова што сега се случува со ангажирањето на армијата е обичен пиар на власта. Владата, според мене, ова го прави исклучиво само заради пиар. Као еве, ние се грижиме за состојбата премногу, па и армијата ја спуштивме на терен, а практично, генерално, директна полза немаме апсолутно никаква, дури и напротив имаме проблем во однос на она што го објасни. Владата имаше многу голем период, изминат период, каде што можеше да постави суштински и темелни мерки, меѓутоа од самиот почеток со оваа криза таа се бави единствено со својот личен пиар и затоа денеска се случува вакви, сме восми во Европа по однос на смртност и навистина има милијадници заболени и така натаму и така натаму. Многу европски земји ја вклучија војската за помош на населението уште во првиот бран и во пракса на терен. Веднаш се виде бенефитот од нивните активности, за разлика од кај нас кога третина од времето од прогласувањето на кризната состојба го поминаа во договарање на истите. Кризната состојба ќе трае 30 дена, но и по 10 дена од нејзиното прогласување со ништо не се чувствуваше дека е кризна состојба, а граѓаните се уште не знаат што точно ќе прави армијата и која е нејзината улога во справување со пандемијата со коронавирусот.